Почитувани, добро вечер. Јас сум Александар Видиновски. Вие гледате само вистина. Вечерот со Халил Смолче, добро вечер. Добро вечер. И со Драгана Бојковска, добро вечер и за вас. Добро вечер. Ќе почнам тоа што барем овдека во Канал 5 е тема најмалце година и пол, меѓутоа за граѓаните прерасна во еден навистина акутен проблем, а тоа е што целиот град не е една голема дива депонија, има опасност од зарази, има предупредувања. Ја тркалавме оваа тема по медиумите долго време, некој ме нарекува ѓубретар, се подсмева на тоа што го работиме, меѓутоа сега, како што предупредував, станат проблем број 1 во државата. Што може да направиме во овој момент? Најпрво да се исчисти еднократно, да не ни се шират зарази и каде треба да алоцираме одговорноста уште еднаш. Па јас дозволете ми да искоментирам дека состојбата во градот Скопје, која јас не доаѓам од општина Илинен, која што може би важи за една од најчистите општини, па би рекла и во државата, каде што особено се води сметка за хигиената во нашата општина, сепак поради работните обврски или сличности да транзитираме во главниот град. Ова е навистина погубно главниот град да биде буквално, можам да кажам вака, затрупан со ѓубре и со смет. Ситуацијата е веќе апокалиптична. Тоа што го гледаме на терен е навистина неодговорно и буквално за срам. Надлежностите кои што ги има градот Скопје очигледно еве гледаме и дека не ги извршува. Веќе видовме во текот на вчерашниот ден дека се пуштени инспекции во однос на надлежностите кои што ги има комуналната хигиена Скопје, за да се провери дали е сторено евентуално кривично дело по однос на несобирањето на сметот, и бидејќи е онака како што е ситуацијата сега, а граѓаните при тоа плаќаат на јавното предпријатие во градот Скопје за собирање на сметот и одржување на истото, гледаме дека не добиваат повратна услуга за она кое што го плаќаат, и многу е важно да се напомене дека одговорни за собирање на сметот во градот Скопје е градот Скопје, односно комунална хигиена Скопје, која што е при градот Скопје. Ова го кажам, вака ги го потенцирам, бидејќи многу често, посебно еве со луѓе во кои што не се во политиката, често знаат да кажат зошто не, например, градоначалникот не го собира сметот, па тука треба да се објаснуваме за надлежностите и слично. Разбирлива е реакцијата на граѓаните дека ги интересира само да се собере сметот, бидејќи навистина се гушиме во она кое што... Не ги интересира нивното здравје, веќе до таму сме дојдени. Но јас еве ќе алармирам уште еднашка, да се направат сите напори веднаш по изборите и веднаш по вториот круг, ваква ситуација во Скопје дека не смееме да видиме. Добро, сега извинете што ви сопраќам вас, бидејќи вие сте во студиото, политичарите треба да следат оваа состојба. Меѓутоа, во ред се апелите, меѓутоа што правиме на терен? Денеска лекарите, професори на медицинскиот факултет излегуваат и викаат дека почнуваат да се размножуваат ставорци. Ставорците се преносители на 35 болести. Вечерва имаме, или не знам кога беше денеска, каснато дете во капиштето од ставорет. Кажуваат за мувите кои што се размножуваат, кои ни шират сребни инспекции низ градот. И во кога тоа се случува една таква апокалиптична ситуација, ја гледаме градоначалничката Арсовска со телефон си праќа политички, како се вика, пораки од владата, и тука на незиниот статус некои прокси ботови коментираат, се навредуваат членови на семејствата со најбедна можна комуникација, и граѓаните кај кого да се обратат. Сакам да ја прашам дали може државата нешто да помогне тука. Неќам ли да помислам дека државата не е толку силна во овој момент еднократно да делува, да ги заштити своите граѓани од ова што се случува, од зарази. Мислам, станавме држава за потмев, се извинувам вака што зборам, меѓутоа се уште има граѓани што го сакаат овој град, има луѓе што сакаат Македонија, станавме за потмев, ова е национален срам што не се случува. Мора некој да не спаси од ова буквално. Па еве, Александар, кажавте и вие самиот, градоначалничката наместо да си ја врши својата работа и одговорните кои што се во комунална хигиена Скопје, еве се занимава со некакви други работи, пиар, која што веќе е многу јасно за во кој му оди на прилог истиот таков пиар и создавање. Многу е важно да се каже дека целата механизација за собирање на сметот во градот Скопје ја има токму овие предпријатија под комунална хигиена Скопје. Од вчерашните снимки кои што ги видовме, еве градоначалниците само иницијативно веќе се организираат да го подсоберат оној смет кој што е веќе на териториите на општините, и тоа гледаме со каква механизација се прават обиди со камиончиња кои што се не баре за собирање на листи
комисија и тоа е некое можеби решение кое што не може да трае на долг рок. Не зборуваме еднократно да се и на неколку по однос на тоа дали државата рековте Апсолутно. може да направи. Па видете, затоа и потенцирам во моментов, значи граѓаните плаќаат на јавното претпријатие за собирање на сметот. Целата механизација е таму. Таму постои институција и човек, луѓе кои што работат, земаат плата за истото. Од друга страна, кога би се активирала државата, на пример со механизација која што како држава нели немаме потребна механизација за собирање на сметот, тоа се ѓубретарките, да речеме, бидејќи се во моментов во надлежност на градот Скопје, би требало во тој случај да се прогласи вонредна состојба. За да се прогласи вонредна состојба и да се активира, да речеме, војската во државата, тоа е една друга ситуација која што треба да претходи на други процедури во кои што би рекла и дека не би се толку, ајде да кажам, граѓаните ќе речат, не би ме се толку интересира за оправдани. процедурите, сакам ова да ми го тргнете од тука и толку И барат. граѓаните се апсолутно во право. Затоа еве денеска беше итно свикана и вонредна седница на ЗЕЛС, односно Орце Ѓорѓиевски веќе излезе со конкретни предлози да бидејќи општините нели во градот Скопје не се со доволен капацитет да го соберат она ѓубре кое што веќе 6-ти ден не е собрано во градот Скопје и комуналната хигиена не го собира веќе 6-ти ден. На кратко само дали ми се дека политичка, извинувам што ја прекинам, дали има Да. политичка позадина за ова, дали некој намерно ја креира ваквата ситуација? Па Александар веќе е многу јасна работата дека очигледно ова е веќе се со намера за да се створи незадоволство кај граѓаните, да се представи една погрешна слика еве за општините, бидејќи оние луѓе кои што не следат толку многу политика, би рекла и со право, можеби, бидејќи не е работа секој граѓанин нели да следи точно кои се надлежностите и што се случува во политиката, би рекла дека е момент можеби токму пред изборите да се створи незадоволство кон градоначалниците кои што се кандидати за овие избори. Да, и сега кога слушате... Инаку извинете, во моментов, значи на седница на ЗЕЛС е донесен предлог за механизацијата од останатите градови кои што не се во околината исто така на градот Скопје, конкретно општина Илинден со својата механизација, бидејќи имаме свое комунално претпријатие, помага во собирањето на отпадот во градот Скопје, пуштена ѓубретарката така наречена за да се собира сметот, но истото ќе се случи и со останатите градови во Македонија, но секако не е тоа трајно решение. Да, благодарам. Мица Смокче, вие кога слушате ваквата дебата, што се помислувате, како успеавме да паднеме на толку ниски гранки, да се занимаваме со овие најбазични работи, да се занимаваме ѓубрето дека не треба да го загрозува здравјето на граѓаните? За волја на вистината, пошто на вистина се занимававме со ова изборна кампања, ние од Гостивар не сме имале информации за ова што се случува во Скопје. Меѓутоа ова е феномен на секаде. Имате во Гостивар проблема, ако излезете од полите ќе ги видите што се случува на Вардар во Гостивар. Значи, пошто вие спомнате самите дека ние сме политичари и политиката што представува? Политиката представува еден феномен на излегување на виделина на телата. Јас би рекол излегување на виделина на вистините. И ние за жал некогаш замижуваме очите и не сакаме да ги гледаме вистината. Значи Кафка во неговото незавршено дело Замок вели на нему што му се фаширани очите не може да гледа после фашата без оглед колку се обидуваме да го натераме да гледа. Значи политиката се разбира има вина. Значи ние имаме историјат, историските архиви покажуваат овој конфликт што имаше меѓу власта и градоначалничката. Без оглед дека ова градоначалничка актуелната се уште избрано од страна со подршка на ВМРО да помене. Тогаш и ние дадовме подршка. И мојата партија дала подршка заедно со ВМРО да помене за избор на градоначалничката. Во политиката постојат политички грешки и политичка вина. Политичка вина е кога нешто намерно, заради некои намерни лоши цели правиш грешка намерно, меѓутоа политичката грешка се случува и намерно. И политичка жртва, а тоа државата и граѓаните. Ти си направил процека, констатација, перцепција, си мисле дека не соодветно, меѓутоа испаѓа дека си направил грешка, меѓутоа сепак не е намерна грешка. И сега овој конфликт меѓу градоначалничката и власта, еве, и гледаме ние пред кампањата, значи имаше обвинување од страна на градоначалничката за некои случувања во градот за кои што замижуваше и власта. И обратно, значи обвинувања. Меѓутоа, еве, пошто ние сме политичари, како што реков, почнав со гледање на вистината, ние како партија и во нашата предизборна кампања, програма не за овие избори, значи за парламентарни избори, пошто тие беа избори за собрание, за избор на нова власт, овие беа локални избори, значи ние се залагавме цврсто и за децентрализација.
на државата. Пошто ние мора да спомнеме дека нашата држава е најцентрализирана држава во Европа. И една од причините што излеговме ние од власт, кога бевме заедно со ВМРО ДПМН, е всушност една од точките на неисполнувањето на договорот и ова точка децентрализација. Меѓу петте главни точки за кои што се договоривме беше и децентрализација. Поголем степен на фискална децентрализација и фискална независност. Процедура се извинувам што е прекинам, само да не ги заморуваме гледача, само се извинувам, ќе ви дадам време сега. Добро, зборувате дека вие треба да ги покажувате проблемите, а тоа што се случува во Скопје е кулминација на еден систем, на еден патерн што е во целата држава. Го споменавте во Гостивар, еве доаѓате од Гостивар, таму нема таков конфликт како во Скопје. Меѓутоа, коритото на реката Вадар во Гостивар е една подвижна, долга, дива депонија. И да не сме ние новинарите и граѓаните да снимат, ја не сум слушал некој политичар само од себе да каже луѓе ова не е нормално вака да не личи град, да го средиме. Значи до тука сакам да доаѓам. Значи баш до оваа ваша констатација. Значи ќе се навдоврзав со Гостивар, пошто не реков на почетокот не ми се познали во Скопје ептен значи овие информации. Сега гледам значи овие извештаи што давате вие. И во Гостивар заради овој факт, оваа причина што кажав ја. Значи навистина во Гостивар се случува да има неколку камиони што собираат смет и има дефект на камионот. И не можат поради дефектот да доаѓат да го собираат сметот во населбите, во малата. Значи Гостиварски мало. И ти треба да чекаш, значи ти знаеш дека во среда сабајле треба да дојде или среда попладне камионот, поради дефект се јавуваш таму, дефект е камионот. А Гостивар општина има не знам. Зошто е тоа така? Па затоа што велам, значи и власта има одговорност, еве овие вистини треба да ги гледаме и власта треба да биде порешителна и во давање на помош на општината. Не, за централната власт за да им овозможи на општините по самостојно действување. Пошто да се разбираме, општината не се толку сиромашни да не можат делови за камиони да се купат. Видовме градоначалници кога беа општини со блокирани општини си купуваат службени возила 6000 евра. Точно е. Меѓутоа луѓето не се гледаат сваќаат. Меѓутоа системот кога не функционира, знаете ли колку е процентот на плаќање на комуналиите во Гостивар? Тоа е нешто над 30%, не е ни 40%. Па чиј проблем е тоа? Па тоа велам, значи општината нема механизам да ги натера граѓаните да платат сметки. А како политичари зашто не предвидете, напишете законски измени за тоа се регулира? Што ви работа? Видете се затоа велам, општините се зависни, некои ингеренции се зависни директно од централната власт. Директно од централната власт. Еве сега напоминуваме Скопје. Дали господица Бојковска спомна вонена состојба? Нормално. Треба да се констатира. Власта мора и Министерството за екологија мора да действува. Нека се ангажираат приватни фирми. Ако докторите предупредуваат дека има опасност од и загадување и од болести што спомнате вие, се разбира дека власта е принудена и Министерството за екологија и Министерството за здравство да преземат вонредни мерки. Значи од општините види буџетот на општина Гостивар, тоа го знам пошто јас сум гостивачанин, за капитални инвестиции само 2 милиони евра бе. Се да се разбереме што прво ќе направи со 2 милиони евра. Значи мора власта да даде поголем поттик. Се разбира, со овој долг што зедовме од Унгарија имаше поддршка кон општините. Меѓутоа треба да има и наменски средства. Наменски, не да се даде само со проекти. Власта треба сама да оддели средства, па дури од долгот за купување на камиони, купување на тие работи. Гледате, господин Снопче, неколку пати ја спомнувате и општината Гостивар за волја на вистината како никоја влада предходно, сега пак од страна на централната власт се даваат оние трансфери кон општините за капитални проекти. За волја на вистината не било предходно така и тоа е за пофалба. Дали конкретно нашиот механизам беше сега со капитални проекти со цел да се растерети буџетот на општина Гостивар, па да можете да инвестирате, да речете ако дошло до толку ситуацијата таму да инвестирате во механизација, во комуналните предпријатија и слично. Однос на наплатата само дозволете. Однос на наплатата ве молам, никако не може да се амнестира дали една општина ќе плаќала давачки или немала да плаќа давачки. Никако не можеме да го амнестираме и никако не можеме да амнестираме одговорноста на првиот човек на општината кон истото. Зошто го велам тоа? Кај мене еве во општина Илинден, зошто граѓаните имаат наплата конкретно на давачките со над 90%, во некои места и 97-8%. Заради тоа што кога граѓаните добиваат квалитетни услуги, тогаш си мотивирани да си ја платат, да си го платат она кое што е обврска спрема државата или
или спрема општината конкретно. Така што многу повеќе треба да се задржиме. Значи, колку има во вашата општина, кажете? Во нашата општина имаме реализација од над 90%, во некои населени места 98-97%. Значи разговараме, действуваат двете општини по истите закони. Туку имате 90 и нешто, туку имате 30. Дефектот Види, нека е вас. дефинитивно се стремиме кон тоа на давање на квалитетни услуги. Ако граѓанинот не ја извршил уплатата, фактички постојат механизми и постојат извршители што мора да превземат мерки. Така е, господина Стопче. Ја знам, пошто имаат луѓе. Така е, но работата е уште пред да дојдеме до извршни исправи да ги мотивираме граѓаните да си ги плаќаат. Тоа се прави со давање на квалитетни услуги. Затоа имаме општини каде што имаме успешна наплата. Сега не можам конкретно да одговорам за Скопје, но еве конкретно бидејќи спомнувате вашата општина. Истото мислење имам генерално за сите општини. Не, во спротивно со констатацијата По однос на државата, само ќе ми кажете, за волја на вистината, од оние информации кои што ги имам до денеска за оваа апокалиптична состојба која што можам да ја наречам и за она клиничка смрт буквално за хигиената во нашиот главен град. За волја на вистината пак исто така не знам дека градоначалничката или одговорниот на комунална хигиена Скопје таму се нема обратено исто така за помош кон државата за да каже дека не се способни, не можат, имаат недостиг, не знам, на механизација, на ресурси слично. Јас сакам да кажам политиката за ваква ситуација, политиката на страна, доколку некој се реваншира спрема некој политички чинител во државата, на крајот од денот страдаат само граѓани. Дали владата може да ги одземе ингеренциите на градоначалничката ако гледа дека не работи до толкава мера што е заглорозено јавното здравје? Еве во моментот инспекторатите работат на терен, верувам дека таму може да се увиде и кривично дело, бидејќи ние имаме кривичен закон кои што исто така постојат одредби кои што значат загрозување на здравјето на граѓаните, загрозување на животната средина, така што институциите нека си ја работат својата работа и нека утврдат неправилности или евентуално постоење на кривично дело. Не, окей, значи ја не се спротивставам на тоа што кажува господица Бојковска. Меѓутоа ја велам ова е генерален проблем. Ова е генерален проблем и никој не може да се амнестира. Се не можеме да префрлиме вина само до комуналното предпријатие или само до граначалникот на било кој општина, не само за Скопје. Значи ова е системски проблем и последица на феномените што не сме ги гледале. Како не беше системски проблем пред 10-15 години? Никош сме немале вакви, денеска правевме анкета. Ама системски проблем не е денеска. 80 години вика Скопје никогаш вакво не било. Не е денеска за денеска проблемот. Значи тоа е последица на превземање на соодветни мерки во соодветно време. Значи ние сме самите сме дозволиле да дојде до тоа дередже. Гледате, во моментот вртат сликите од главниот град и ова е навистина застрамувачко. Сите сме виновни. Ова е навистина за господин, јас и вие сме колеги во парламентот за нешто кое што не би го превземале јас и вие во наша надлежност, кое што граѓаните би го посочиле прстот на нас. Иста е ситуацијата и со ова апсолутно надлежна според закон е комунална хигиена Скопје и градот Скопје. На тоа алудирам. Секој да си ги превзема своите одговорности. За волја на вистината нема досега дописи побарано помош до владата за да се обезбеди некаква си помош која што исто така га кажам дека била привремена. Убаво спомна. Тоа не значи дека ако нема побарано помош од владата дека владата не може да преземе мерки. Превзема еве на лице место, но значи пошто во образованието ние имаме примери, значи во образованието дека се одземени ингеренции на директорите. Во труд и социјал имаме примери дека се одземени ингеренциите. Што не знам за комунално пошто тоа е предпријатие, меѓутоа не сум правник, меѓутоа мора да се преземе нешто, да не се состојба да имаме последици фатални. Значи тоа е. Добро, тема локални избори, дали сгрешивте што отидовте со Таравари сега после првиот круг? Како ви се чини? Како мене поставите прашање дали сгрешив јас што отидов со Таравари? Да. Не, фактички Таравари е лидер на мојата партија и таа одлука не ја донесе сам Таравари како лидер, тоа е одлука донесена од страна на партијата, Алијанса за албанците. Видите, ја и за депонијата реков има политички грешки и политичка вина. Значи во овој случај се разбира дека не е вина, политичката грешка може да се направи, меѓутоа убеден сум дека нема грешка. Бидејќи тоа е значи тоа се направено во на анализи, констатации, перцепции и заклучоци што сме донели во нашата партија. Јасно, дали сте задоволни од резултатите на првиот круг? Да, и за тоа ќе одговорам. Значи фактички ние сме единствена партија во ова историја на плурализмот во нашата земја што два пати се има, значи сме напуштиле владата.
Два пати, така? Првиот Некој пат вика тоа се вика нестабилен политички партнер. да, може да викат како што сакат, се разбира, меѓутоа ние сме единствената политичка партија, пошто секогаш често пати се случува да критичарите кажат ако не се задоволни, ако не одат работите како што треба, зашто мора да останете во влада. Значи излегувањето на влада е израз на еден протест. Значи израз на волја, израз на Добро, што ви незадоволство. сметаше? Сега, првиот пат кога излегувавме на владата, значи бевме во иста насока со ВМРО ДБМН. Така, значи фактички ние дадовме поттик на формирање тоа влен, без наша поддршка, сигурно сите значи предвидување во тоа време беше дека тогашниот лен нема да освои повеќе од 4 претпратеника. Значи ние го дадовме тој поттик и фактички ние бевме причината што Дуј отиде во опозиција, така? Добро. И решиме да бидеме во влада да ги направиме промените. И направивме партнерство со ВМРО ДБМН, така? Да. И сега бевме дел од власта и се разбира повторно после тие анализи, констатации, перцепции што направивме, видовме дека некои работи не одат како што треба. Пошто ние имавме еден договор со неколку точки. Еве, една од точките спомнав преска. Беше точката за децентрализација, така? Што немаме ништо, дури одиме малку поназад. Дури владата се меша за некои одлуки на локалната власт што не треба да се меша. Имавме точки за европскиот пат, значи една од главните теми, првата точка на договорот на спогодба со ВМРО ДБМН дека ние треба да се движиме кон европска перспектива, кон хоризонтот на перспективите, да не останеме во тие хоризонти што се креации на некои никој не ризични. спомнал дека треба да се остане. Да, окей. Не, велам тие причини, така. Ние констатиравме дека наместо да одиме напред по европскиот пат, ние констатиравме дека всушност немаме никакво движење, дури одевме малку поназад. После и други феномени, еве ќе спомнам некои примери, фактички после установувањето на балансерот од страна на Уставниот суд имаше ветување дека на крајот на минатата година ќе донесеме закон. Тој закон до ден денеска не е донесен, така за еднаква и правична застапеност, така. И Добро, заради зашто? не, мора да објаснам сега, уште минута дозволете ми. Заради недонесувањето на тој закон, односно укинувањето на балансерот, имаме злоупотреба при вработување во институциите на државата. Значи огромни примери имаме, да не ги спомнеме сега. Има полно, имам и тука, значи имам и список на такви вработувања. После тоа имаше други тенденции, значи други тенденции обита преку Уставен суд да се загрози јазикот на законот за употреба на јазиците, што не е добро, така. Имаше некои провокации од страна на министри што јавно изјавуваат дека треба да се разгледа механизмот на Бадинтер, така. Фактички ние се враќаме во ситуација пред Охридскиот договор што направивме 2001 година, така. И со тоа не се согласувавме, така, имавме голем број причини и меѓутоа пред се заради европскиот пат на државата, пошто ние сметаме дека немаме друга перспектива освен европскиот пат, европската перспектива на државата, ние одлучивме да отстапиме да действуваме опозиционално. Мислејќи дека опозиционно действување ќе направиме поголем притисок кон владата. Значи вие европските вредности ви било најважното нешто зашто сте Меѓу другото, главната причина, само не знам како можат граѓаните да ви веруваат. Ќе се навратам на првата тема која ќе гледаме што се случува во вашата општина во Гостивар и во дивите депонии Вардар и тоа на Кемаврова и сега тоа не ви смета според европските вредности да го исчистите, а ви смета тоа што владата според вас недоволно се трудела за европската идеја. Сега граѓаните кои ќе ги стаат тие две работи на кантар, не знам колку ги убедувате во аргументите дека токму заради Европа вие сте излегле. Владата, значи партнерството во една влада треба да биде однос на сили. Не треба да биде однос на моќ. Меѓутоа ние имаме впечаток дека тука фактички врз позиција на моќ се действува. Фактички не бевме партнери. Нашиот печаток, реков, тоа е перцепција, нашата констатација. И заради таа констатација, исто како што утврдивме, значи пред тоа од власт отидовме во опозиција, значи а каде ви демонстрирале моќ на состаноците при одлуките? Добро не ви се земале предвид вашите барања. За тоа зборувам. Затоа што Таравари кога излегуваше, ќе гледам време на Бојковска, кажа дека ние со премиерот можеме да дадеме само пофални зборови на начинот со кој што комуницира, секогаш со нашето почет и така натаму. Не гираме, значи Таравари секогаш, значи тоа го изјавувал. Се не завземам страна, само сакам да ги Таравари во неговите изјави велеше дека премиерот има коректен пристап, такви изјави, меѓутоа конкретно испорачано немаме конкретно тоа што сме договориле. Што сме се договориле. Значи исто како уште една за заклучам, со една реченица. Исто така, исто како што одлучиме за време на премиерот Ковачевски да одиме во опозиција и од опозиција, што бивме главна причина што Дуи да оди во опозиција во тоа време, исто сега одлучиме да одиме во опозиција заради да направиме поголем притисок кон власта и тоа е многу коректно и многу нормално. Што на крајот на денот е ваша легитимна одлука и е коректна. Значи фактички секоја партија тежне да биде дел од власта.
Меѓутоа, ние два пати покажуваме дека заради принципи, значи можеме да одиме на време да опозиција. бојкотска ќе вратам пота на принципите. Господин Снопче, јас ќе ве потсетам еве и новинарите, јавноста, има и видеоматеријали, изјави од вашиот лидер Таравари, каде што при напуштање на владата апсолутно не се спомна во никоја сфера премиерот Христијан Мицкоски дека бил причината или владата генерално на ВМРО ДПМН дека била причината зошто ја напуштате вие коалицијата, туку топката беше префрлана во некои други игри за тоа дали сте можеле или не сте можеле да се договорите со Влен околу некои прашања, но не и се еве ќе оставиме да јавноста ги провери овие информации, кои се точни, кои не се точни, по однос на ширење на топката која што ја покажавте, нема да се искажам по однос на тие ставови, бидејќи јавноста ќе суди дали оваа влада е многу попосветена по однос на овие прашања кои што ги истакнавте, а тоа е ЕУ перспективата, правичната застапеност и така натаму, кога зборувате за принципи. Па јас и вие сме колеги и заедно сме во парламентот уште од самиот почеток еве на овој мандат. Кога зборуваме за принципи и се она кое што го поседуваме ние во животот, ценам како личност дека треба да биде базирано на принципи и на одлуки. Вие имавте привилегија да бидете во владата предводена од ВМРО ДПМН одреден период и вие имавте привилегија да видите како таа влада функционира. Со просперитет, со напредок и така натаму, делата зборуваат, впрочем и заедно некои реформи и напредок во државата ги имавме направено заедно, додека бевме и како коалиција. Но впрочем ќе истакнам едно мое лично мислење, господина Снопче, а тоа е дека во парламентот, кога ве гледам на сега како опозиционер на говорницата, просто ми е неприродно и невообичаено вашето однесување, бидејќи јас не можам да разберам како човек кој што зборува за принципи, да еден ден стои остро и со напади кон се она кое што значеше реторика на Дуи, како човек кој што сте били координатор на пратеничката група на Вреди, кај што можеби најгласно зборувавте тогаш против Дуи, впрочем и вашата предизборна кампања беше конкретно насочена против сите оние реторики кои што Дуи ги презентираше. И сега впрочем е толку многу неприродно вие како опозиционер сега да излезете на говорници, толку ми е неприродно однесувањето кое што го имате денес. Како може да зборувате за принципи, денеска да бидете остро против Дуи се она кое што Дуи го презентираше, утре дента да биде сосема, мислам, мене еве лично како пратеник, бидејќи сме колеги таму, просто јас еве како на човек не ми било воопшто природно вашето однесување таму. Граѓаните може да судат дека било заради едни или заради други причини вашето излегување. Вие можеби најдобро и најискрено знаете кои се причините заради кои што сте излегени, но можам само Александар ќе ми дозволиш бидејќи има исто така од кај партијата на Таравари и други пратеници, можам само да ја честитам на пратеничката Мимоза Муса, која што е млада пратеничка и жена при тоа и која што се одважи, која што не подлегна на се она кое што значи непринципилно, застана врз принципите со кои што сте почнале заедно при почеток на оваа влада и остана во коалиција со Влен. Тоа значи почитување на принципи. А се она кое што го зборувате вие сега апсолутно е далеко од оние принципи. И вие уште само еден момент. Вие сте математичар. Затоа дали вашето излегување од владата е поволно или неповолно и вие велите дека секоја партија нели се стреми да биде на власт, да ги превзема работите во своји раце, да менува, да прави реформи, па вие сте математичар и ако имавме толку кратко време од доаѓањето нели од завршувањето на парламентарните избори до еве локалните избори, вие можете математички да пресметате како Алијанса на албанците од кај Таравари колку сте добиле, колку сте изгубиле. Јас извинете, но ќе кажам дека апсолутно од овие избори можеби најголем губитник сте вие, господине Снопче, заедно со Таравари и со вашата партија, бидејќи заминавте од коалицијата на Влен, се надевавте еве дека ќе добиете 6 кандидати, добивте 4, на крај завршивте со голема нула во првиот круг. И тоа е навистина поразително. Ако гледаме математички, бидејќи сте математичар, во ова еве да речам изборна кампања, најголем губитник за мене се Алијанса на албанците од кај Таравари. Се мора да одговорам, пошто значи фактички беше, значи ќе ми дозволите, значи
Јас за своите принципи се разбира се одговарам сам. Значи тоа е моја перцепција, мој впечаток, мои заклучоци, мои констатации и моја филозофија на политичко действување. Така? И мои вистини. Јас како што ја гледам вистината. Значи на тоа што сме кажале, што сме рекли, тоа е политика. Сега вие ги спомнате ја што сум кажал, ако се навратам што се кажала ВМРО во историјата за Изет Меджити, кој што сега добива 6-ти мандат во општина Чаир, или ако и Антонио Милошевски од собрание што кажа за Изет Меджити? Значи колку 15 милиони или 14 милиони евра за плоштадот Скендербек и така натаму. Вие сте кажале тоа. И ако се навратиме што кажала ВМРО како партија кон Билал Касами и Беса, движење Беса, кога беше во коалицијата со Можеме, со СДСМ. Знаете што речник што употребиле вие? Сега, ако се реферираме. Значи, не, сега дозволим, ја ви дозволим. Знаете се што дека ВМРО го избра Рамис Мерко како градоначалник на Струга и после Рамис Мерко беше во црната листа и се што си кажавте, значи пратениците на ВМРО за Рамис Мерко кога го избра американците го постави во црната листа америчка. Значи сите овие, значи што сме кажале во историјата е друга работа. Значи затоа реков, во некои моменти политичарите и политичките партии може да направат грешка. Не знам само дали сваќате каква порака праќате до граѓаните тоа.